Добре дојде во студио за Маја Панова. Маја Панова живее и работи во Соединетите Американски држави, Остин, Тексас, и еден од членовите на Форумот за демократска Македонија. Тоа е едно ново движење на диаспората. Може ли ни објасните, ние го објавивме прогласот на форумот, да објасните целта, кои се членовите, како ќе функционира овој форум? Прво благодарам на поканата. Ние сме штотуку основани на 17-ти. Да. Беше нашиот проглас за нашето основање. Ние сме форум практично на една поголема група населеници кои што не можеа да се идентификуваат со другите организации кои што се веќе постоечки. Иселеници од целиот свет, не само Иселеници од целиот свет, апсолутно. Да. Тука не има од Америка, од Канада, од Европа, од Австралија, од Африка, мислам дека неодамна не се приклучија од Азија. Тоа се иселениците кои се за една демократска и прогресивна Македонија. Инаку не сме од сега активни, ние како групи и како индивидуалци во последниве 3 години сме делувале. Од почетокот на студентскиот пленум, поддршка за студентскиот пленум, протестите пред амбасадите, соопштенијата кои што ги издававме во меѓувреме, акции од типот, дури имавме и изложба на фотографии од шарената револуција и значи ние сме продолжение практично на, или всушност ние се обединивме сите од целиот свет кои што на разни места правевме различни активности, се обединивме во една мрежа која што се вика Форум за демократска Македонија. Ние сме хоризонтално поставени, што значи тоа е Која ќе биде дејноста? Што би правеле? Па ние би сакале да придонесеме во демократизацијата и во прогресот на Македонија на најдобар можен начин. На кој начин? Дали станува збор за лобирање или пак само за консултации ваши, взаемни и праќање соопштенија, на тој начин да комуницирате со јавноста или поинаку малку подлабенски, односно со лобирање? Па видете, програмата што туку ни излезе и сите овие работи кои што вие ги опфативме и нашата програма ги опфаќа. Значи, не би го рекла тоа лобирање, туку контактирање на владите во земјите каде што сме, организации кои што тамо постојат, би правеле форуми на кои би се разменувале различни мислења, би сакале да правиме некакви видови на програми, да дадеме свое мислење за одредени јавни политики. Пред се сакаме она што сме го виделе и сме го научиле таму. Сите како професионалци, сите се во форумот, се многу добри во своите професии, успешни во своите професии, сите сакаат да дадат некој придонес, нели, секој кој како би можел. Ние секако дека би го чувале и културното наследство на Македонија, апсолутно во државите каде што сме. Во студиото се вклучува и Кирил Трпков од Калгари, Канада. Тој е дел од Форумот за демократска Македонија. Ве молам, господине Трпков, како гледате на активностите на Форумот? Кои се вашите планови? Форумот е место за диалог, биле. Јас сум веќе 25 години надвор од Македонија и јас работам како лекар-патолог и професор на Универзитетот во Калгари. Тој диалог што сега сакаме да го направиме заеднички диалог, до сега го водевме поединечно. Затоа што има многумина што излегли надвор од Македонија да се усовршат, да научат, да создадат подобар живот, меѓутоа никогаш не оставиле Македонија зад себе. Многумина од вас се активисти всушност за демократска Македонија ни сите овие години. Ние сме луѓе што се гледаат како македонци кои што не се препознале досега во она реторика што се слуша од надвор и во она реторика за која што на некој начин и луѓето во Македонија веќе очекуваат дека ќе ја чуат. Мислат дека знаат што можат да очекуваат од диаспората. Ние сме една поинаква група на луѓе, една заедница која што во моментот се формира и ние сме професионалци. На Македонија не ни е професија. Не има од различни професии, од новинари, политиколози, лекари, научници, секакви профили. Тоа што сакаме да воспоставиме е да воспоставиме еден диалог со Македонија. Тој диалог да биде настроен за да се поддржат сите оние работи кои што ја водат Македонија да стане една
демократска, една граѓанска, една европска држава, една држава во која што граѓаните ќе бидат среќни. Како ќе го направиме ние сега тоа? Прво, преку тоа место за диалог, ние ќе создадеме место каде што ќе можеме да прво се јавуваме и да коментираме, да даваме идеи, да даваме прогласи, ќе зборуваме, меѓутоа ние ќе слушаме, ќе бидеме отворени. Нема само да подржуваме, некогаш ќе кажуваме нешто што можеби некому нема да се допадне. Затоа што ова ќе биде еден поглед на работите во Македонија на некој што живее надвор. Ние сме всушност лицето на Македонија, онаму каде што живееме. Ние ја представуваме Македонија каде што и да одиме. За нас и преку нас Македонија е дел од нас и тие што не гледаат нас ја гледаат Македонија. Затоа ќе промовираме и ќе воспоставуваме врски помеѓу она што представува наш живот, наша професионална дејност, наша заедничка дејност од оваа страна, надвор од Македонија со она што се случува во Македонија. Значи промоција на било кој начин, на било кој вид на комуникација. Исто така ние ќе воспоставуваме врски со другите иселенички организации од соседните земји, од другите земји, за да ги надминуваме оние работи кои што не делеле во минатото, затоа што сите сме влезени во некои филмови во кои што мислиме дека не може, го знаеме крајот. Ние сакаме да креираме еден нов филм во кој што сакаме да покажеме дека може да има и хепи енд на крајот од тој филм. Накратко тоа се во глобални црти активности. Вие бевте ќе се трудиме да ги направиме. Бевте активни низ целиот овој период, вие лично, еден од најголемите борци за демократија и слобода на Македонија, така ве препознаваме. Зошто сте поразлични од другата диаспора, онаа која молчеше низ целиот овој период, која всушност ги поддржуваше политиките на ВМРО-ДПМН? Јас не сакам да зборувам во ничие партиско име. И ние не се гледаме себе си како некаква партиска експозитура. Ние не сакаме веднаш луѓето да кажат овие луѓе ја представуваат ова или она опција. Ние сме опција на луѓе кои што гледаат поинаку. Ние сме научени на поинаков начин на комуникација, поинаков начин на живот, поинаков начин на живење во однос на тоа како функционираат нашите демократски општества. И сето она што сакаме ние да го направиме ќе биде да видиме како можеме да помогнеме за тие демократски вредности, навики кои што сме ги стекнале таму кај што живееме, што за нас представува секојдневие, да ги видиме и во Македонија. И затоа велам ќе поддржуваме секоја онаа работа во Македонија која што ќе ја движи Македонија да стане едно пристојно место за живење. Затоа што ние сме од сите континенти, не има од Австралија, не има од Америка, не има од Велика Британија, од Канада. За нас во нашиот јазик постојат повеќе зборови за нас. Меѓутоа и ние кога сакавме да најдеме тоа што сме, ни беше тешко, затоа што и во англискиот и во македонскиот јазик постојат различни зборови. Ние сме на некој начин и модерни печалбари, и диаспора, меѓутоа не сме само тоа, ние сме емигранти, ние сме иселеници и за нас светот е едно глобално село, тоа што не ни можевме да го помислиме пред 10 или 20 години, сега е реалност. Она што се случува во Македонија, некогаш ние го гледаме во живо или некогаш го знаеме и пред тоа за тоа да дознаат луѓето во Македонија. Ние сметаме дека Македонија како дел на тоа глобално село заслужува да има подеднакво среќни луѓе и да биде место каде што луѓето нема да ја гледаат или голем дел од нив нема да ја гледаат иднината во напуштањето на Македонија, туку во создавањето на едно место каде што сите ќе работиме за доброто на Македонија. Затоа што и покрај тоа што ние сме ја напуштиле Македонија, Македонија не е напуштила нас. Затоа што ние не сме можеле да испегаме од Македонија и еве после толку години се уште го носиме тој порив наискрено да помогнеме во овој, се надевам, нов и посреќен почеток на Македонија во овој момент. Не е јасно и формирате форум, а имаме ОМД, ја имаме Обединетата диаспора на Македонија. Веќе, вие сте некаква конкуренција или пак Не, ќе соработувате? Не, едноставно постоеше еден празен простор
во диаспората на Македонија. Нашиот проглас излезе на 7 јазици. Ние во форумот ни пристапија и од другите етнички заедници, албанци, роми, Сакате да кажете во обединетата диаспора Македонија го нема тоа шаренило? Не знам дали го има тоа шаренило, но ние практично влегуваме на еден празен простор. Сите оние луѓе кои не можеа да се идентификуваат и да се најдат, да едноставно се препознаат во постоечките организации. Не се тие ниту конкуренција, ниту... Да, добро. Член би бил ли Мето Коловски кој е начело на ОМАДА? Па јас не знам, можда ќе го прашате доколку тој се служува со нашиот проглас. Зошто да не? Го поканувате да биде дел од... Па не, ние бараме иницијатива, ние не поканувавме никого, ние го давме прогласот и сега во моментов, например, не контактираат луѓе од секаде, од Малта не контактира, мислам дека вчера. Завчера од Германија некои луѓе се јавија. Значи не ги поканувате вие луѓето, туку... Не, тие што сакаат да дадат... оние, кои што ќе се идентификуваат и ќе се идентификуваат со она што го велиме во форумот. Да. Добро, јас благодарам што бевте гостин во студио. Ви благодарам и вам на поканата.